Гревовната изопаченост и безмисленото уништување што ги гледаме околу нас денес може да бидат вознемирувачки. Природно е да се обидиме да го објасниме тоа со укажување на другите луѓе и нациите кои што го отврдиле Бога. Но зарем не треба да го насочиме погледот и кон себе? Светото писмо не предупредува да не бидеме лицемери кога ги повикуваме другите да се откажат од своите грешни патишта, без да погледнеме подлабоко во нашите срца. И Давид во Псалм 32 не предизвикува да го видиме и исповедаме собствениот грех. Во 5 стих на тој псалм се вели: реков, ќе му ги исповедам на Господа моите престапи и ми ја прости вината за грев. Само кога ќе го препознаеме и исповедаме нашиот личен грев, можеме да доживееме слобода од вината и радоста на вистинското покаяние. И додека се радуваме што знаеме дека Бог ни нуди целосно простување, можеме да ја споделиме таа надеж и со другите околу нас кои се борат со грев.